Почитувани присутни, почитувани пријатели, граѓани, ова се чудни времења кога сме повеќе од кога било упатени едни на други. Упатени како човек кон човек, како пријател кон пријател, зашто куќата ни се ниша. Не мојата, не твојата, туку нашата. Нашиот единствен дом, Република Македонија. И тука нема припадности, нема вери, нема определби. Не се важни. Зашто минатото ни ја гази иднината пред собствените очи. Врзани во сегашност полна со лаги, криминал, сиромаштија, испревртени вредности, каде црното е бело, а белото црно, узурпирани институции, заробени медиуми, животот пред нас 8 година поминува како нем филм. Ако е за нас таков, широкиот, безграничен, полн со слобода 21 век, што го живее светот, какви ли ќе бидат времињата што доаѓаат за нашите деца? Тежок е молкот пред пресила. Не прави соучесници во злосторството што и се врши на демократијата. Многумина од оние кои зборуваат низ годините заборавија или одлучија да не зборуваат. Многумина кои се бореа се откажаа. Тоа е тежок товар на една човечка совест. Но тишината стана премногу гласна. Толку гласна што почна да не ги распарчува ушите. Овој форум тоа го покажува дека не има такви и кои зборуваме и кои не сме се откажале. И не сме единствени и не сме сами. Овој одзив е одек на таа гласна тишина. Уверени дека само јадрото на интелектуалната сила и граѓанството ја имаат моќта да ги кренат скапите завеси на театарот и да ги демаскираат глумците, ние од Сдружената опозиција денеска подаваме рака на политичко пријателство. Рака до секој еден човек во оваа земја. Што да се прави за повторно освојување на слободата? Што очекувате од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и Сдружената опозиција? Сакаме да ве слушнеме. Внимателно ќе ве слушаме сите до еден. Ни солидарност, партнерство, меѓусебно почитување, можеме заеднички да ја вратиме уништената демократија и задушената слобода во нашата земја. Ова е тој момент на предизвик. За 23 години независна Македонија не сме искусиле таква борба која што ги бара нашите најсилни енергии и верба. Од секого поединечно кој сака да ја помогне на својата земја. Младите да не ни бегаат во странство. Возрастните да не веднат глави под подценувачките уцени. Старите да не тагуваат за разделените семејства. Затворите да не ни се полни со луѓе, чија единствена вина е тоа што мислат, додека виновните криминалци од слобода и да владеат и продолжуваат да крадат. Убеден сум дека нема добронамерен граѓанин кој сака да живее во ваква Македонија. Но за поинаква Македонија треба да се избориме. Невообичаените околности за кои што не можевме ни да претпоставиме дека може да се претворат во кошмар, сега прават и бараат будност и исто толку невообичаени форми на меѓусебна соработка и поддршка. Бидејќи ова не е битка на поединци. Сакам да кажам дека целта на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијските партнери преку овој отворен повик за широк граѓански фронт е да ги интегрира сите идеи и можности за нормализирање на државата. Да ги утврдиме заедничките вредности за кои се заложува СДСМ, но се важни и за СДСМ, и за граѓаните на Македонија, и за граѓанскиот сектор. Стратегијата на која што работиме не е стратегија за доаѓање на власт. Тоа е стратегија за слободен избор. Последните избори беа кулминација на криминалните изборни циклуси што во континуитет ги спроведува власта на Никола Груевски. Нема демократска битка, туку демократска фасада. Нема владење на правото, туку правда по терк на власта. Нема ни институции, ни медиуми. Се е партија. Затоа сме надвор од парламентот, за да покажеме дека нашите вредности не се на продажба. Дека за нив сме подготвени да се бориме. Нема прифаќање шупливи договори,
што можат да не вратат назад. Она што може да не врати е поделба на државата од партијата, регулација на медиумите и правична застапеност на опозицијата на јавниот сервис, Македонската радиотелевизија и останатите медиуми, јасно прецизирање на избирачкиот список и изборното законодавство, спроведување попис и пред се договор за формирање техничка влада, што ќе ги гарантира спроведувањето на сево ова и организирањето слободни, фер и демократски избори. СДСМ и коалицијските партнери не бараат техничка влада за да владеат заедно со Груевски. Бараме техничка влада со единствен мандат да ги организира следните избори. Ако власта смета дека може да победи и на честни избори, ова е шанса да го докаже тоа. Но како што се сомневавме, затоа и бегаат. Затоа ве повикувам да ги соопштите своите размислувања и идеи што како најголема опозициона политичка сила ќе ги земеме во предвид при утврдувањето на конечната стратегија за враќање на уставната демократија во Македонија. Повикуваме на силна заедничка битка за враќање на Македонија каде што е местото, меѓу цивилизираниот свет, како дел од НАТО и Европската Унија. Да одговориме со одговорност кон нашата држава, Република Македонија. Ве поздравувам срдечно, ве повикувам на отворена дебата, се надевам дека оваа трибина ќе го отвори прозорецот на слободата. Од овде да излезат првите слободни мисли, чија конкретна цел е да ја вратат слободата во Република Македонија. Благодарам.